Тиквешките лозари своето незадоволство од завчерашниот договор помеѓу винариите и министерот Хоџа, а во врска со понудените откупни цени на грозјето, денеска го решаваа на застевна средба со министерот. Тие имаат десетина барања. Освен веќе добро познатите барања, дека грозјето мора да има некоја загарантирана цена, која за вранецот не смее да падне под 15 денари, а додека за Смедеревката под 13, тие исто така бараат да се официализира и шеќерноста, но и да се зголеми субвенционирањето од сегашните 2 на 3 денари за килограм откупено грозје. Реална цена на 1 килограм гроздје е за Вранец 18 денари и Смедеревка 16 денари. Давање субвенција од државата 3 денари на продаден килограм гроздје за сите вински сорти и извезено во гајбар. Второ, откуп на целото винско гроздје Вранец со шеќерност, почетна шеќерност од 18% и Смедеревка почетна цена од 16%. И бараме заштитна цена од државата со закон, да се узаконет, за да не можат винарите да купуваат пониска цена од таа што договориме меѓу винари, лозари и меѓу државата. Заради наталожените повеќе годишни бројни проблеми со кои се соочуваат лозарите, тие листата на своите барања овој пат ја продолжија и со други барања, при тоа инсистирајќи на нивно ургентно и задолжително решавање. Бараме од инспекторатот да има присуство на сите откупни пунктови со широмери и да даваат извештај до министерот која количина откупена и по која сорта. Пошто со Вранецот ќе играат нешто помалку откупуваат. Прогласување од владата на елементарна непогода суша и негрижата од државата за наводнување на земјоделските површини. Поправка на каналите од водостопанство, пумпите, носење на вода за наводнување во сушните райони и превземање на водостопанство под општините и намалување на водниот надоместок од пумпи висока зона од 1860 на декар на 1000 денари од декар. Освен ова, лозарите бараат и доплата од државата од уште 4 денари за лани откупените близу 2 милиони килограми грозје, бидејќи биле откупени по катастрофално ниски цени. Лозарите велат дека доколку ресорниот министер и владата и овој пат се оглушат на сите овие нивни барања, тие, заедно со сите други земјоделци од земјава, од сите земјоделски гранки, ќе излезат на масовни протести со блокади на патиштата и пред владата.